Министерот за здравство Венко Филипче го посети Кочани, каде во придружба на градоначалникот Никола Чоилиев разговара за сите актуелни теми во оваа сфера, пред се од аспект на референдумот и на придобивките што може да се остварат доколку биде успешен. Јас сум сигурен дека граѓаните на Кочани и на околината ќе излезат и ќе гласаат за Европска Македонија, дека ќе ги препознаат сите бенефити за нашата обезбедена иднина, безбедно, сигурно и економски развој. Сето тоа ќе значи и развој на здравствениот систем. За време на посетата на болницата со директорот разговаравме за сите проблеми со кои што се соочува, за начинот на кој што може полесно да се надминат, за бенефитите кои што веќе ги чувствуваат од фузионирањето на болницата заедно со здравствениот дом. Тој ја посети општа болница за да се увери во подготвеноста околу стартот на новиот мултисекторски проект за патронажна служба и домашна посета на граѓаните во руралните средини и при тоа најави дека од оваа недела ќе профункционира. Имено веќе од следната недела ова ќе биде прва општина во нашата земја во која што ќе профункционираат патронажните сервиси, односно сервисот на домашна посета, димензиониран врз основа на соработка помеѓу приватните матични лекари и лекарите кои што работат во здравствениот дом, заедно со социјални работници, затоа што тоа е мултисекторски проект кој што го работиме помеѓу Министерството за здравство, општината Кочани и Министерството за труд и социјална политика. Значи, од следниот викенд на располагање на сите граѓани, жители на околните рурални и селски средини ќе бидат мобилни екипи во кои што ќе учествуваат медицински сестри кои што ќе бидат тренирани да пружат заштита во домашни услови на граѓаните, односно жителите на руралните средини за нешто за што до сега тие треба да се јават во болница. На тоа значено ќе го олесниме, со тоа значено ќе се олесни пристапот на овие луѓе до здравствена заштита и ќе се зголеми квалитетот. Тие медицински сестри преку проектот за поддршка на општините веќе се вработени во општината во Кочани и ќе започнат со работа од следниот викенд па натаму. Ова е проект кој што доби внимание и значено, и за кој што добивме значајна поддршка од Светската здравствена организација, затоа што го препознаа како модел кој што многу ќе го подобри примарното ниво на здравствена заштита. Искрено ме радува што токму општината Кочани, градот Кочани, сите околни селски и рурални средини ќе бидат први корисници на овој проект, а врз основа на тоа каква ќе биде реакцијата, јас сум убеден дека ќе биде одлична, тоа ќе го имплементираме и во други општини во нашата земја. Министерот Филипче имаше средба со граѓаните на Кочани и Оризари, како и со лекарите од приватниот сектор, кој ги информираше за тоа дека Кочани досега од фондовите на Европската Унија има добиено околу 4 милиони евра, дека проектите на Европската Унија во општината се фокусирани во земјоделието и руралниот развој, образованието, вработувањето и социјалната заштита.